Надписите попис повеќе ги нема на вратите на ланецот маркети Кам. Од денеска сите 84 продавници се отворени за купувачите. По дводневното затворање на маркетите и чешлањето на документацијата од 300 инспектори, УЈП не пронајде никаква неправилност или грешка при работењето на трговецот. Вела дека затворен објект нема, а под лупа ќе биле и други ланец на маркети. Ваквиот голем упат од страна на УЈП предизвика шпекулации во јавноста дека мотивот за акцијата било сламнување на позицијата на Кам во однос на друг ланец маркети кои се во подем, а имаат сличен, ако не и ист принцип на работа, но се блиски до актуелната власт. Се шпекулира и дека со оваа акција се расчистува и теренот за влез на странска компанија на пазарот со маркети. Алфа праша во УЈП дали има вистина во шпекулациите дека во случајот Кам има и политичка позадина, односно фаворизирање на други компании. Очекувано, од УЈП ги демантираат овие информации. УЈП и инспекторите не познаваат ниту политичка, ниту верска, ниту пак национална различност. Контролите се вршат исклучиво и само во насока на почитување на законите и за заштита на стандардот на граѓаните. Управата за јавни приходи ќе продолжи да ги пресретнува можните злоупотреби од страна на даночните обврзници и да спречи евентуално нанесување на штета врз граѓаните или буџетот. Со оглед на тоа дека овој ланец на маркети не работеше речиси 2 дена, загубите на компанијата се огромни. Кој ќе надомести направената штета, одговор за ова од УЈП нема. Инаку инспекторите до доцна во ноќта вршеа проверки дали се почитуваат измените во ДДВ за основните прехранбени производи кои изнесува 0%. Се утврдуваа залихите во магацините, трошоците, приходите. Поради ваквите контроли, УЈП ги пломбираше продавниците на Кам за да не дојде до промена на состојбата кај трговецот. Од ланецот маркети соопштија дека станува збор за редовни контроли и дека објектите биле затворени за да се обезбедат услови за работа на инспекторите. Колку за подсетување, пред неколку дена, Управата за јавни приходи казни 114 трговци, каде беше констатирано дека не ги прилагодиле фискалните каси на даночните измени, па така основните производи наместо без ДДВ ги продавале со данок од 5%.